почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција решение за поголема известност во поглед на промените во даночниот систем, и за таа цел на денешната пресконференција ќе говори магистар Зоран Јовановски, главен советник на управниот одбор на Стопанската комора на Македонија. Зоран, повели. Благодарам. Бизнес секторот во земјава се соочува со едно отворено прашање и понатаму, а тоа е начинот на кој што се менува даночниот систем и неизвестноста која што произлегува од тоа. Како што знаеме, сите на крајот од 2018 година беа направени промени во даночниот систем, беше напуштен рамниот данок, беше уведено прогресивното даночување, беа зголемени стапките на придонеси. Меѓутоа, ние во оваа прилика нема да зборуваме за тоа што беше променето и дали требаше да се направат тие промени, тоа е сосема друго прашање. Ние во оваа прилика само зборуваме за начинот на кој што беа направени промените и последиците од таквиот начин. Промените, се сеќаваме сите, иако имаше претходно најава дека ќе бидат измените во даночниот систем одложени за подоцна, беа направени во еден многу краток временски период и беа ставени во примена веднаш на почетокот од 2019 година. Кои беа последиците за приватниот сектор од ваквиот начин на промена во даночната сфера? Компаниите се соочија со непланирани финансиски трошоци кон државата. Промените се случија на крајот од 2018 година и тоа беше лош момент, бидејќи сите финансиски планови на компаниите за 2019 година веќе беа направени и усвоени, значи комплетно компаниите ги имаа испланирано своите финансирањето и своите активности за наредната година. Така што, бидејќи промената дојде во последен момент, компаниите се соочија со предизвикот да мора сега во од да ги менуваат своите финансиски планови за 2019 година. Уште поважно, компаниите се соочија со фактот дека работат во економски амбиент, чии што промени не можат да ги предвидат. Односно, се соочија со една генерална неизвестност, непредвидливост на економскиот амбиент, која што кај правните лица создава несигурност, бидејќи тие не знаат кога што може да се промени и во колкав обем и како тоа може да влијае на нивното работење во иднина. Бизнес секторот реагираше на ова веднаш, меѓутоа таа реакција не се исцрпи само со иницијалниот период. Ние гледаме дека и во периодот после почетокот на годината и понатаму во разни анкети гледаме дека компании од најразновидни сектори на економијата кажуваат дека би сакале во иднина навреме да знаат за било какви промени во даночниот систем. Тоа е отвореното прашање. Сега прашањето е што може да се направи за да не се повторуваат вакви ситуации во иднина. Значи, како да се намали неизвестноста во економскиот амбиент која што произлегува од нагла промена на даноците. Стопанската комора има предлог решение за ова прашање. Решението е да се воведе временска рамка која ќе дефинира, ќе одреди кога и на кој начин би се правеле измените во даночниот систем. Оваа временска рамка за измени во даночниот систем ние ја нарековме даночен календар. Ваквото предлог решение е инкорпорирано во документ за приоритетите на Стопанската комора за 2019 година, документ кој што е веќе усвоен од управниот одбор на комората, а исто така и неделава на седницата која што следи ќе се одржи во Битола, во просториите на Битолска млекарница, управниот одбор на Стопанската комора ќе ја разгледа и операционализацијата на ова предлог решение. Како би функционирала временската рамка што ние ја предлагаме и што ја нарековме даночен календар? Било какви измени во даночната сфера би се воведувале, би биле донесени, би биле искомуницирани со јавноста во соодветен акт, значи донесени и објавени, јавноста би била информирана најдоцна до 30 јуни во тековната календарска година. Донесените промени не би почнале да важат веднаш, би имале одложено дејство, би почнале да важат од почетокот на наредната календарска година. Исклучок
би биле само промени кои што би во даночната сфера кои што би значеле намалување на даночните обврски за компаниите, бидејќи таквите мерки предлагаме да стапат во сила веднаш, бидејќи на тој начин позитивните ефекти од тоа за економијата и за стопанските субјекти би се ефектуирале веднаш. Во моментот на почетокот од новата календарска година, кога ќе почнат кога ќе влезат во важност измените, тие би биле во важност целата година, целата календарска година и не би се менувале. На тој начин циклусот се комплетира, иако сакаат носителите на економските политики да воведат повторно нови измени, сета постапка почнува од почеток. Кои се поволностите од воведувањето на ваквата временска рамка? Поволност има и за бизнис секторот, и за државата, односно за целата економија. Поволноста за бизнис секторот од воведување на ваков даночен календар е што бизнис секторот би бил заштитен од непредвидени промени во даночната сфера, кои што се прават во последен момент, и би можел навремено да ги планира и да си ги реализира активностите за наредната година. Кога ќе знае бизнис секторот дека заклучно со 30 јуни во тековната календарска година се донесени сите измени кои што ќе следат во даночната сфера, целата втора половина од годината бизнис секторот ќе може да се подготви за измените кои што следат, ќе може да се ги вгради во бизнис плановите за наредната година кои што ги прави, и исто така ќе знае дека кога ќе почнат да бидат во примена новите изменетите даночни услови од почетокот на наредната календарска година, тие ќе важат во текот на целата календарска година. Така што за бизнис секторот тоа би значило една многу поголема предвидливост и можност да може успешно да се ги планира и реализира своите активности. Што е поволно за целата економија од воведување на ваков даночен календар? Прво се работи за системско решение. Ваквото системско решение ќе постави рамка која што во еден, да речем, долгорочно ќе ги дефинира процесите околу воведувањето на даночни измени. Понатаму, даночниот календар ќе придонесе економскиот амбиент да биде многу попредвидлив и многу постабилен. Во такви околности, кога економскиот амбиент ќе биде постабилен и попредвидлив, не е само прашањето за тековните активности на економските субјекти, како тие ќе ги планираат и реализираат за наредната година, туку компаниите ќе можат, бидејќи ќе ги знаат своите финансиски обврски кон државата, ќе знаат и дали и како одредени проекти би им се исплателе и, значи, ваквиот даночен календар ќе им голесни и носењето на одлуки кои што се од инвестициска природа, значи отварање на нови инвестиции, нови работни места, бидејќи ќе знаат какви ќе бидат стапките на придонеси, какви ќе бидат даноците и сето тоа ќе им биде познато. Од тоа целата економија ќе има корист, бидејќи зголемените инвестиции ќе значат економски раст и нови работни места. Друга една поволност за целата економија е тоа што носителите на економските политики при постоење на ваква временска рамка ќе мора, кога ги планираат своите активности, елементот долгорочен фокус повеќе да го вградат во тие активности. Поедноставно кажано, кога носителите на економските политики ќе ги прават своите макроекономски проекции за економскиот раст, за приходите од буџетските приходи, приходите од даноците, ќе мора тие проекции да ги прават со многу висок степен на реалност, бидејќи кога еднаш ќе стапат измените во сила на почетокот од календарската година, тие даноците нема да се менуваат цела календарска година, така што носителите на економските политики нема да можат, ако сгрешат во проценките, ад хок во текот на годината нагло да прават промени со кои што практично сосема би се менувала даночната сфера. Така што тоа и од таа страна ќе
ќе значи придонес за економијата, бидејќи сите во економијата ќе оперираме со економски, макроекономски проекции со висок степен на реалност. И на крајот, самото оведување на даночниот календар, поволност е тоа што воопшто не вклучува било какви трошоци за буџетот, тоа е само да речем чекор кој што ќе го дефинира системот. Сосема на крај едно мало завршно појаснување за да нема забуна. И во моментов во вокабуларот на управата за јавни приходи постои терминот даночен календар. Меѓутоа тој се однесува на сосема нешто друго. Тој е годишен потсетник за даночните обврзници да знаат како им се роковите за поднесување на разни видови на даночни пријави за различни видови на обврски кон управата за јавни приходи. Тоа е нешто сосема друго, ние денеска зборуваме за сосема друга промена. Тоа е тоа што сакавме денеска да го презентираме, едно предлог решение кое што ќе го, значи воведување на временска рамка која што ќе го дефинира начинот на кој што се прават и се ефектуираат промените во даночната сфера.